Почитувани, пред 2 години во земјоделството затекнавме институции во застој, нерешени предмети, неисплатени плати и субвенции, блокирани проекти и континуиран пат на земјоделското производство. Само кај производителите на млеко имаше неисплатени субвенции за цели 17 месеци, додека бројни обврски од периодот 2020 година до 2024 година останаа нерешени и над 1600 вработени во јавното претпријатие Национални шуми и АД Водостопанство повеќе од 4 месеци беа оставени без плата. Здравствено и пензиско осигурување. За само 2 години владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ успеа да ја смени оваа слика и денес Македонија бележи раст на земјоделското производство и на извозот. Така, во 2025 година, извозот на земјоделски производи и преработки достигна 417 милиони евра со суфицит од 215 милиони евра. Според Државниот завод за статистика, производството на кравјо млеко е зголемено за 2,7%, овчето млеко за 4%, се зголеми и производството на свинско месо, со што се задоволува целокупната количина која е потребна за домашниот пазар. Лани се произведоа и откупија околу 300.000 тони пченица, количина што ги задоволува домашните потреби. Паралелно со растот на производството, ја реализиравме и најважната обврска кон земјоделците, редовна и навремена исплата на субвенциите. Од кога ја предзедовме владата на ВМРО-ДПМНЕ до денес, исплатени се повеќе од 15 милиарди денари субвенции, а само во првите месеци беа исплатени околу 4 милиарди денари за останати средства. Субвенциите во сточарството ги зголемивме за 50% и се укина непотребната бирократија со двојното пријавување, со што спречивме околу 7.000 земјоделци да останат без финансиска поддршка. Од друга страна, обезбедивме поголема поддршка за производителите, така што откупната цена на тутунот се зголеми на 400 денари за прва класа и се донесе долго очекуваната методологија за пресметка на производната цена на винското грозје, што резултираше со највисоки откупни цени за лозарите и зголемување од 25%. Посебно внимание посветивме на младите земјоделци, за кои се одобрија 117 проекти со финансиска поддршка од 69 милиони денари, што представува повеќекратно зголемување, споредено со периодот на власт на СДС. Промоцијата и модернизацијата на македонското земјоделство со современа технологија беше еден од приоритетите. За таа цел се склучија 57 договори во вредност од 34 милиони денари за набавка на специјални комбајни за ориз и мини сушари, како и над 110 договори во износ од 16,5 милиони денари за поддршка на локални саеми и манифестации. Овие бројки покажуваат дека кога има одговорно управување, резултатите не изостануваат, а владата, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, ќе продолжува со работа и со политики што носат развој, сигурност и подобар живот за секој земјоделец.